Сопствен бизнис во 12 чекори. Конкуренција. Откако анализиравте на кого ќе му продавате и колкав е потенцијалниот пазар за вашата бизнис идеја, следи анализа на конкуренцијата. Во овој дел треба да одговорите на следните прашања. Број 1. Кои се нашите конкуренти? Една поговорка вели: држи ги пријателите блиску, но непријателите уште поблиску. Конкурентите се многу важни за еднината на вашиот бизнис. Важно е добро да знаеме кои се, колку се, какви се, која е нивната стратегија, дали е тоа ниска цена или висок квалитет, со кого веќе работат и така натаму. Клучно е да ги анализирате нивните силни и слаби страни и да ги прашате купувачите што мислат за вашите конкуренти. Исто така, треба да ги анализирате индиректните конкуренти кои нудат замена за вашите производи или услуги, како и оние кои повремено се занимаваат со вашиот производ или услуга. Тие денес можеби и не се наши конкуренти, но може да станат, но исто така можат да станат и наши потенцијални партнери. Во примерот со игротеките за деца. Тука се наоѓаат рестораните кои нудат организирани роденденски прослави. Тие не се игротеки, но организираат родендени. Конкурентите можете да ги наречете и ментори. Тие ќе ви кажат, преку своите постапки, како се води бизнисот, што треба да се прави, но и што треба да се избегнува. Број 2. Кои се вашите најголеми конкуренти? Конкурентите рангирајте ги според пазарното учество. При што ранг 1 е оној конкурент за кој сметате дека има најголемо пазарно учество. Можете да дојдете до јавни податоци за обртот на одредени фирми преку Централниот регистар на Република Македонија. Тоа е мала инвестиција, но може многу да ви помогне да го намалите ризикот при започнување на вашиот сопствен бизнис. Направете ранг листа. По примерот со игротеката за деца. Добро е да ги знаете 5 најголеми игротеки според нивниот обрт. Број 3. Каков вид на производ или услуга нудат вашите конкуренти на пазарот? Треба секој конкурент да се анализира посебно. Каков вид на производ или услуги нудат и кои се силните или слабите страни на нивните производи или услуги. Поддршка на предприемништвото. Нашиот центар се разви врз бизнис стартап центарот кој функционира се уште на Машинскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Ние со поддршка на австриската влада веќе 6 години наназад нудиме поддршка за започнување сопствен бизнис, пред се кај студентската популација и тази дипломираните. До сега, со поддршка на австриците имаме пласирано скоро 80-90.000 евра директно пари за стартен капитал. Формирани се 40 стартап фирми. Имаме собрано во текот на 5 циклуси на надпревар за најдобар, најиновативен бизнис план, над 1500 бизнис идеи и околу можда 400-500 студенти и дипломци имаат поминато детална двонеделна обука. Како што гледате, резултатите се евидентни, а поддршката што ние ја пружаме не се однесува само на финансиска поддршка за стартап капитал, туку и обуки, менторирање, советување, умрежување и така натаму. Целта на обуките беа најпрво да ја зајакнат свеста кај младите дека се доволно храбри, смели и паметни да започнат собствен бизнис. За жал, факт е дека младите не сакат да бидат сам свој газда, туку кога на секој прв час од моите предавања го поставам тоа прашање и податоци се да само 5% од младите би се осмелили да започнат бизнис. Многу низок процент. Прво подигање на свеста кај младите, а потоа со соодветни обуки, почнувајќи од тоа како да се дојде до идеја за бизнис, па до разработка и оние останати потоа концепти за започнување бизнис план, маркетинг, финансирање и така натаму. Бизнис идеја. Во рамките на нашиот центар, ние го имаме тој систем на бизнис план надпревар, каде што делуваме награди во вредност од 21.000 евра. Првата награда е 5.000 евра, 4, 3, 2 и 5 места по 1.000 евра.
Минатата година, значи во мај 2011 година, имавме убава церемонија кај што беше тоа реализирано под покровителство на председателот Иванов и навистина беше така убава церемонија и за гледање, а и за младите кои што еве на тој начин започнуваат и запливуваат во малиот бизнис. Она со што сме особено горди е што еве иницијативите кои што ние ги работиме со години наназад веќе на некој начин се признаени и прифатени, така да и кампањата што ја води владата, големиот број на слични бизнис плана над превари кажува дека тоа што го започнавме еве значи се одвива како што треба и се омасовува. Наша цел сега како центар ќе биде да одиме еден чекор понапред, а тоа е да се фокусираме на поиновативни технолошки базирани бизниси и поддршка на такви бизниси пред се од студентите од, јас би рекол, повеќе инженерските струки, каде што би имало, да речем, поголеми, тоа се поризични проекти, меѓутоа има поголема шанса за успех на меѓународниот пазар. На прво место би ставил храброст. Значи, мислам дека најважна работа е нашето искуство, тоа веќе 6-7 години го работиме, покажува дека оние млади кои што се убедени дека ќе успеат и дека се само мотивирани, имат желба да успеат, ќе најдат ако не една, втора, трета идеја и ќе успеат. Мислам дека парите не се толку голем проблем за почеток, поготоа ако станува збор за бизниси од услужниот сектор. Сега точно проблем е ако имаме производство некое и кај што требат машини кои што коштат 50.000 евра, тука сега веќе за старта бизнис е тоа веќе голем проблем. И тука значи би требало државата генерално да овозможи еден гарантен фонд како што субвенционира на пример сега градење на станови со помала камата, истото да го прави и со стартап фондови за почетнички фирми. Бидејќи банките не сакат да ризикуваат и да финансираат стартап бизнис пред 6 месеци, една година од постојањето нивно. Ние го користиме концептот на бизнис план и сметаме дека добро е да се има, значи не дека некои не успеале без бизнис план, меѓутоа бизнис планот дава една водилка во насок на тоа кои аспекти треба да бидат опфатени кога се размислува за бизнес. Значи таму треба да се зборува и за маркетинг, и за човечки ресурси, и за производни процеси, и за финанси, и за сменско, и за кешфлоу, значи за работи кои што човек ако не ги стави на хартија, тешко дека може во глава да ги задржи. Така да бизнис планот е една водилка и ги тера луѓето нешто да доучат или да научат за тоа што не го знаат. И од тој аспект мислам дека е корисна алатка. Дефинитивно осмели се, значи кампањата одговара и баш сметам дека тоа е тоа што недостасува, бидејќи и да сгрешиш и да промашиш 2-3-5.000 евра, сега додека си 25 години не е страшно. Проблемот е ако на 45 години сватиш дека си пропушил 10 шанси во животот. Така да од се срце на сите млади им препорачувам да пробат, па и да сгрешат и да потрошат највеќе свое време, нема да биде тоа сигурно залудно потрошено време, бидејќи тоа знање што ќе го научат на своите грешки, тоа сигурно ќе им се исплати кога тогаш. Многу едноставно, значи како сме почнали ние, мислам јас како лично почнав за да размислувам за собствен бизнис. Не ми се свигаше претходното работно место. Мислам све беше супер, меѓутоа знаев дека можам повеќе, значи да едноставно можам повеќе да извадам од мене, како да си гледам да си изградам мојата кариера како што треба и она нели значи да нема некој да ти стои над глава да ти вика вака да направи не е така добро, него ти колку што ќе работиш, толку ќе си бидеш платен. Баш буквално ова со сопствените бизнеси баш така иде. Кога ја отворивме фирмата,
сите ни викаа прво дека малце е ризично тоа што ќе отварате во време на светска финансиска криза. Демек фирмите други никој не плаќа, дека има криза, дека е многу лош период за водење бизнис. Ни вика, видете, фирмите се затвараат, па вие сега ќе отварате, како, мислам, каде е логиката. И моментот кога ја отворивме фирмата, мислам, баш тоа и беше пресудно. Си рековме, па добро, ако видиме ние како функционира целата таа фирма, значи во време на криза, па што ќе биде кога ќе функционира, кога е нормално, кога си има нормална бизнис атмосфера. Станува збор за IT Fusion. Целата идеја на оваа фирма беше одржување на други помали фирми. Значи, кога зборувам за одржување, пошто ние сме тројца другари моментално, бевме четворица, сега сме тројца, значи, сакавме на фирмите да им нудиме како еден комплетен пакет, значи за одржување, за нивно функционирање како што треба. Значи зборуваме тука за мрежна поддршка, опрема, компјутери, графички дизајн, веб дизајн, значи тука спаѓаат и оние услуги. Антивирус, значи комплетно еден пакет да им се нуди на фирмите за они да си функционираат како што треба. Тргнавме со цел за редовно одржување нивно, значи за компјутерската опрема да им работи како што треба и се до тоа. Меѓутоа испадна едно друго нешто што не се надевавме ние толку многу кај веб дизајнот. Значи многу има сега, барем овој период, има големо побарување на изработка на веб страни. Вреди да се проба. Значи за тоа има и текако вреди да се проба. Они истите тие притисоци што ги трпат на било какви работни позиции кои што се сега, може да ги трпат, меѓутоа и ако отворат сопствен бизнис, меѓутоа само за нив ќе биде тоа. Значи они да не мислат дека ако отворат сопствен бизнис, они автоматски стануваат директори и газди. Баш напротив, тогаш почнуваат тие проблеми. Уште еден совет би им дал. Ако се зафатат они со работење, со една работа, они нека бидат експерти во тоа поле. Ако се зафатат они да работат со Photoshop или со Corel или со AutoCAD, SolidWorks, било која програма, они нека бидат експерти во тоа поле, за да можат они утре, кога ќе отворат сопствена фирма, они да кажат, да, јас сум експерт за Photoshop. Или ако е за веб дизајн, за Joomla, за било кое од тие програмски јазици, они да можат да кажат, да, ние сме експерти за Joomla. И ние све што правиме во Joomla, меѓутоа кога ќе го направиме, тоа ќе биде најдобро до сега што сте го видели. Само тоа им препорачувам. И да не се откажуваат. Многу јасно, имам многу предизвици, многу тешкоти, меѓутоа мора да проба. Осмели се, направи го првиот чекор. Конкуренција. Број 4. По кои цени? Според цената можеме да видиме што е во фокусот на нашите конкуренти. Дали е тоа ниска цена и што повеќе клиенти, низок сегмент од пазарот кој е најброен, среден квалитет и оптимална цена, среден сегмент, или висок квалитет и висока цена, што е најмал сегмент од пазарот. Повторно, треба секој конкурент поединечно да се анализира за да се види каде ќе бидат нашите допирни точки. Број 5. Зошто потрошувачите купуваат од вашите конкуренти? Преку неформални разговори, интервјуи и анкети, мора да ги прашате купувачите зошто купуваат од вашите конкуренти. Дали е тоа навика, дали имаат поволности, дали се достапни или блиску до вашите купувачи. Например, зошто децата слават роденден во одредена игротека? И дали се задоволни? Број 6. Каква е моќта на конкурентите? Дали по појавување на вашиот производ или услуга те имаат моќ да ја намалат цената? Вообичаено да очекуваме дека конкурентите може да ја намалат цената со цел да го спречат појавувањето на вашиот производ на пазарот. Треба добро да се анализира секој конкурент, колку е финансиски моќен за да го направи тоа и дали тоа го прави во минатото. Колку е помоќен конкурентот,
толку има поголема веројатност да ја намали цената со цел да ја зачува својата сегашна позиција на пазарот. Фирмата Хемија Комерц моментално работи на нова локација, значи со почетокот на 2010 година, негде во јануар месец, ние се префрлиме од постоечките стари простории, каде што работевме повеќе од 15 години таму, бидејќи веќе тие услови во кои работевме беа мали и немавме услови за нов развој. Со доаѓањето на новата локација, фирмата го зголеми своето производство скоро за 100%, се создадени многу подобри услови за поголема продуктивност, подобар квалитет, а сето тоа моравме да го направиме за да можеме да се носиме со конкуренцијата на пазарот. Моментално во фирмата има вработено 55 вработени лица во редовен работен однос. Во фирмата екзистираат два дела, еден дел за дизајн на керамички плочки и другиот дел е производство на керамички производи за домаќинството. А почетоците на фирмата беа негде во раните 1991 година, во моментите кога со транзицијата почнаа големите капацитети во оваа држава да пропаѓаат. Исто тоа и се случуваше со порцеланка. Од најголем гигант на Балканот, порцеланка почна полека да го губи здивот, да се напуштаат вработени, а јас веќе во 1994 година и јас ќе напуштив порцеланка, имајќи во предвид дека во тој период јас имав неземено 22 плати и така почнав со отворање на овој нов бизнис. Тоа на почетокот беше производство, дизајн на керамички плочки, тоа е производство на бордури, што во тој момент беше голема новина на македонскиот пазар. Тие производи имаа висока цена и на тој начин првите години, тоест на почетокот беше таков да се можеше да се создаде добар профит, затоа што тие производи доаѓа исклучиво од странство, посебно од Италија, а ние почнаме тука да ги заменуваме увозните со македонски, со релативно добар квалитет и многу добар профит при нашето работење. Сите почетоци се тешки. Најтешко беше што мојот почеток е таков што јас бев еден од лицата на транзицијата која напушти порцеланка, не само јас, многу лица технолози, а јас сум инаку по струка дипломиран инженер технолог кој долги години, 16 години имав работно искуство во порцелан и тоа работно искуство од порцеланка многу ми помогна за отворањето на новиот бизнис, затоа што јас бев проблемите стручно ги познавав, имав непознавање со трговијата и маркетингот, меѓутоа полека со време и таа област ја научив и мислам дека сега во овој момент јас имам веќе примено лица за маркетинг, за продажба, меѓутоа моите искуства што јас ги создадов во задните 10 години многу им помогнаа на моите менаџери да добро се справуваат со трговијата и маркетингот. Проблемите беа исклучиво од финансиска природа. Во тој момент на почеток, бидејќи јас не располагав со никакви своји средства, многу беше тешко да се дојде до било какви финансиски средства од банките, затоа што секоја банка, за да одобри одредени финансиски средства, бараха хипотека. Ние кои испаднавме со транзицијата во тој момент од порцеланка, нити имавме за себе некаква хипотека, нити имавме некакви средства, само со нашето знаење успеавме да дојдеме до финансиски средства. Јас се до отворањето на новиве погони немав користено финансиски средства, кредити, меѓутоа во последно време користам финансиски средства, меѓутоа тоа банките знаат да ги ценат добрите компании и финансиски не е проблем да одредени банки ги поддржат компании кои имаат идеи и немаат проблеми со продажбата на своите производи. Лицата кои сакаат да бидат предприемачи мора првен да се стручни лица. Значи, во таа работа што сакаат они да ја работат, мора да ја знаат во малото прсте, значи да се врховски специјалисти за својата област. Јас имам двајца синови, од кои се двајцата менаџери. Едниот е маркетинг менаџер, другиот е организација и човечки ресурси. Меѓутоа, ако не беше мојата фирма, они каде во овој момент ќе работеат? Значи, лица кои можат да создаваат нови капацитети, по моје мислење се исклучиво технички лица. Приоритет е на нашата влада да најде начин да ги стимулира високо образовните кадри, посебно да се запишуваат
на технички капацитети, на тој начин само може да се појача капацитетот на оваа држава, да се зголеми предприемништвото, затоа што тие со нивните идеи може да создадат нови погони, нови фабрики, со што би вработили нови лица. Јас имам практичен пример со мојот син. Он дипломираше на Американ коледж во Скопје. Во еден момент имаше добиене на задача од некој од професорите да он направи бизнис план. И ми звони мене на телефон што да направам. Јас му го кажувам следното. Му давам една идеја, он во моментот не ја разбира добро идејата, меѓутоа ја напишуваме заедно со него, ја презентира пред неговите колеги на факултетот, професорот презадоволен од неговата идеја и сега тоа исто момче се враќа тука заедно со мене, таа идеја спроведува. И што он на крајот ми зборува? Вика, тато, беше тоа прекрасна идеја што ти во тој момент, тоа беше на почетокот прва, втора година на Американ коледж, значи мора да се почне од некаква идеја, напишана на лист хартија, напишана во некаков мал мини елаборат, кој преку ноќ дали ќе се сонува, дали ќе се елаборира или ќе се дискутира со негови пријатели, со стручни лица и на крајот да таа цела идеја ја реализира во пракса. Значи неопходно е да се почне со разработка на одредена идеја. Осмели се, направи го првиот чекор. Од идеја до милиарда долари. Опра Винфри уште како дете ги интервјуирала куклите во семејниот двор. Родена во сиромаштија, била подучувана од нејзиниот татко дека образованието е најважната работа. Нејзината посветеност и природниот талент биле забележани од страна на локалното радио, кое ја дава првата можност во медиумите. Успевајќи во област каде доминираа мажи, Опра успеа да го создаде најпопуларното ток-шоу во Америка, што ја направи милионерка на 32 години. Подоцна, Опра го откупи своето шоу и формираше собствена продуцентска куќа, создавајќи медиумски конгломерат, кој денес вреди милиарди долари, а Опра е единствената афроамериканка милиардерка според Forbes. Осмели се, направи го првиот чекор. Интервјуа. Доста размислува за тоа што дополнително да преземеме за да ги охрабриме колку што е можно повеќе луѓе да поразмислат повеќе околу правење на собствен бизнис. Во некои разговори што ги имав со некои луѓе, во една прилика, така во едни слободни разговори, разговаравме за тоа колку во некои држави луѓето имаат поразвиен предприемачки дух отколку во нашата земја. При тоа не зборам за сите, зборам за помал број. Инаку и во нашата земја има многу луѓе со развиен предприемачки дух, меѓутоа бројот, процентот на тие луѓе не е толку голем колку што е во некои други држави. И така во еден слободен разговор, во една дури би рекол и приватна прилика, споредувавме, например, колку е развиен предприемачкиот дух во Израел, колку е развиен во Америка, колку е развиен во повеќе други западни држави, а колку е помалку кај нас. Колку повеќе луѓе кај нас не ни помислуваат, а камоли ако помислат па да се осмелат да повлечат чекор да отворат бизнис. Разговорот го водевме во насока дека практично кај нас се уште големи последици има социјализмот како општество кое што беше присутен од Втората светска војна па до почетокот на 90-тите, кој што не е ментален склоп останат само кај постарите генерации. Тој во голема мера е пренесен и кај многумина од помладите генерации. Затоа што, затоа што тие живеат во таков амбиент. Амбиентот е променет, но не многу. За време на социјализмот се форсираше колективниот дух, а се потиснуваше индивидуализмот. Луѓето требаше да мислат како тие да дојдат до некоја диплома, независно колку знаење ќе имаат, а другото ќе му е мисли државата. Тоа општество пропадна. Меѓу другото и заради тоа. Затоа што не се потикнуваше креативноста, која што креативност носи напредок, носи нови успеси, носи нови идеи и носи резултати. Како резултат на
на едно такво општество од, речи си, 50 на години, кај огромен дел од населението остана тоа размислување дека младите луѓе треба да дојдат до некоја диплома и понатаму нема они што да му мислат, некој друг треба да им најде работа, ќе дојде од некаде работата. Работата не доаѓа сама по себе. И никаде во светот не е така. Од тука свативме дека кај нас практично имаме и после 20 години од независноста имаме сериозен проблем со предприемачкиот дух. И тоа е нешто што не може да се смени со закон. Не може какви сакате закони да донесеме. Може колку сакате пари во буџет да ставиме за помагање на отварање фирми или на нивен развој, пак ќе ги користат само тие што веќе тоа го почнале. Останатите нити ќе слушнат, нити ќе ги интересира тоа, затоа што тие сметаат дека не се тие за тоа и дека тоа се некои поединци кои што многу ги бива, другите не ги бива. Не е така. Многу луѓе може да се бават со бизнис, многу луѓе може да се самовработат, но и да вработат други луѓе, да заработат пари и да живеат поболно. Така дојдовме до идејата и тоа беше некаде летото. После тој разговор јас доста лично размислував околу тоа. Потоа разговорот го споделив и со уште неколку министри во владата и свативме дека една од работите, значи тоа не ја решава целата проблематика, но една од работите е дека мора да организираме една поширока дебата во општеството околу ова прашање и на некој начин да се обидеме да извршиме насочување на сите, и на помладите, но и на повозрастните, дека треба да извлечат максимум од себе, дека не треба да чекаат, не знам, од небо да им падне некоја работа, туку дека треба да најдат начин да смислат идеја, од таа идеја да направат бизнис план, да го презентираат, да бараат финансирање, да започнат собствен бизнис и да се движат напред. Движејќи се напред тие, се движи напред и општеството. Така подоцна дојдов до идеја дека е добро сето тоа да го ставиме во една поширока медиумска кампања, но не само медиумска, туку таа да биде една поширока општествена акција и општествена дебата. И не случајно, покрај тоа што има, не знам, телевизиски спотови или радио спотови или билборди, во оваа кампања има и вклученост на универзитетите, каде што доделуваат награди за најдобра бизнис идеја. Има и вклученост на компании, кои што исто така наскоро треба да започнат со некои компании со издавање конкурси за добра бизнис идеја за нивниот бизнис што го водат и да дадат награди за тоа, значи да го анимираат поширок број на луѓе во државата кои што ќе почнат со сопствен ум да размислуваат за подобар бизнис план или за подобра бизнис идеја. Ке има и други чекори, така што тоа е една важна работа и на оваа кампања ќе се надоврзи уште една која што има допирни точки со ова, и тоа многу, а тоа е кампањата за развој на иноваторскиот дух. Практично двете некако се поврзани. Во бизнисот може многу да се успее ако се има нешто што е ново, иноваторство не значи секогаш, не знам, да смислите нешто за на вселената, да се качи некој или да измисли најнов тип на автомобил како што сега не е измислен на некој друг погон или така. Некој иноваторство е и немала ситница која што ќе спроведе некој во сопствениот бизнис, а по која се разликува од останатата конкуренција, и тоа е еден вид иноваторство. Некогаш дизајнот може да го смени во производот да е иноваторство, некогаш мала функционалност на производот може да е иноваторство, некогаш во маркетингот може да биде иновативноста. Така што овие две идеи и овие две кампањи се испреплетени, тие се поврзани и не случајно откако ќе заврши кампањата, медиумската кампања за предприемништво, веднаш ќе започне медиумската кампања за развој на иноваторскиот дух. И откако тоа го одлучивме во еден потесен круг, тогаш формиравме и комитет за развој. За прв пат во владата се формираше комитет за развој на предприемачкиот и иноваторскиот дух, каде што членуваат поголем број на личности, главно од институциите, но има и некои што се надвор од институциите, некои што се иноватори, значи што веќе од пракса се иноватори, што доаѓаат од приватниот сектор. Имаме повеќе луѓе вклучено од приватниот сектор, консултанти, значи имаме постојан тим, но исто така имаме и гости кои што доаѓаат, ние ги каниме, доаѓаат да ни даваат совети, да ни даваат практични искуства,
проблеми со кои се соочуваат и така натаму. Така што некаде во тој период, почетокот на есента, започна со работа Комитетот за предприемништво и за развој на предприемничкиот и иноваторскиот дух во Македонија. Тој ќе работи во целиот овој мандат, се состанува обично на 1,5 месец, што значи околу 8 до 9 пати годишно. Трае обично по 3-4 часа голема расправа и на него носиме одлуки со кои што помагаме за развој на предприемничкиот дух и воопшто на предприемништвото. И тие одлуки одат на влада и владата ги одобрува или ги модифицира па ги одобрува и на тој начин креираме нови идеи и нови можности за подобрување на предприемачкиот дух. Паралелно на тие мерки и некои активности и проекти што ги преземаме, тече и јавната кампања, која што се надеваме ќе поттикне многу луѓе да почнат да размислуваат самите да направат бизнис. Јас во една прилика бев така инспириран и во еден разговор со одредена група млади луѓе, кога некој од нив прашува околу можностите за вработување во државната администрација и прашав дали размислувале за отворање приватен бизнис и една од присутните одговори, па не сум размислувал бидејќи немам пари. Но факт е дека во светот, ако погледнете, најголемите и најуспешни бизнисмени, менаџери, собственици, денеска можеме да речеме и најбогатите луѓе на светот, не започнале со многу пари. Некои од нив дури со многу малку пари. Неодамна беше отворањето на камен темелникот на компанијата Мадерсон во индустријската зона во Скопје, во слободната економска зона. И го слушнавме газдата на компанијата, која што сега има, ако не се лажам, 52 фабрики низ светот, како кажа дека започнал со $8 капитал. Такви има многу во светот и многу од нив се меѓу најбогатите луѓе на светот. Затоа што практично факт е дека во бизнисот потребни се пари. Меѓутоа има многу луѓе што имале пари и не направиле ништо во бизнисот. Дури некои од нив пропаднале и ги изгубили и тие пари што преходно ги стекнале или пак ги наследиле од некого или ги земале како кредит. Во бизнисот главната работа е идејата. Меѓутоа не било каква идеја. Идеја добра, идеја која што е силна сама по себе и која што ќе предизвика добар бизнис, ќе направи добар бизнис. Покрај идејата, добра е таа идеја да се преточи и да се стави на хартија како бизнис план, со истражувања на пазарот, со истражување на конкуренцијата, со сите пропратни елементи што треба да ги има еден бизнис план, и со тој бизнис план и со таа идеја во главата да се побара финансирање. Осмели се, направи го првиот чекор. Од идеја до милијарда долари. Во 1917 година, без образование капитал или позначајно работно искуство, младиот Коносуке Мацушита, кој многу се интересираше за електричната енергија, почна да изработува примероци на фасонка во својот подрум. Помина многу време додека тој ги убеди дистрибутерите дека неговата фасонка е поефикасна и дека треба да ја купат. Еден од најдобрите производи на Мацушита е батериската светилка за велосипед. Предходните светилки за велосипед користеа свеќа или пак масло. Со овој производ Мацушита научи една многу важна работа, а тоа е дека без разлика на тоа колку е квалитетен производот, доколку не знаеш како да го продадеш, тогаш нема вредност на пазарот. Денес неговата компанија Panasonic има приход од $100 милијарди и е еден од најголемите производители на електроника во Јапонија. Осмели се, направи го првиот чекор. Македонија е релативно читачка публика, меѓутоа во тоа време пред 13 години кога започнувавме имаше релативно, односно многу малце квалитетни изданија кои што можеше да се прочитаат на македонски јазик. Водејќи се од идејата да го понудиме на македонските читатели тоа што во светот е моментно најактуелно и најбарано,
решивме да започнеме со наша собствена продукција и да оформиме издавачка куќа која што ќе ги третира најактуелните, најпопуларните светски теми во Македонија. Започнавме со едно биро, со двајца вработени и со една книга издадена. Нормални се тие препреки, нормални се тие пречки, нормално е во секој бизнис да фали нешто, да недостатува нешто. Никогаш не може нешто да биде совршено и комплетно. Меѓутоа, она што нас не и нас не направи тоа што сме денеска е силната верба во тоа што го работевме. Знаевме каде сакаме да стигнеме, имавме јасно поставени цели и без разлика на све бевме силно мотивирани тоа да го оствариме. Еден момент во 2001 година, која беше и најголемата криза во Македонија, да ја добиеме довербата од тогашниот претседател на Република Македонија Киро Глигоров и да објавиме неговата книга Македонија е се што имаме. Тоа побуди неверојатен интерес кај македонските граѓани. Не можам да наречам читатели, меѓутоа кај целокупното граѓанство во Македонија. Не знам, рецептот за успех не може да се состои од тоа да се понуди правилната книга. Сигурно е потребно да се поклопи вистинскиот момент, односно да се понуди книгата во вистинскиот момент. Еве веќе после 12 години работа, можам слободно да кажем, увезување на светски книги и светски умови, почнуваме една нова развојна, односно една нова страница во нашето работење, тоа е да на светот му ги понудиме нашите вредности. Патот до успехот може би е послан истрање, меѓутоа истрајноста, желбата и вербата во тоа што го работиш, на крајот ќе си го вродат резултатот. Осмели се, направи го првиот чекор. Започни бизнис. Конкуренција. Број 7. Како би реагирале конкурентите кога ќе се појави вашиот производ или услуга на пазарот? Дали ќе ве нападнат или воопшто нема да реагираат? Ако ве нападнат, дали тоа ќе биде со ниска цена или со два производи во еден? Например, вашата конкурентска игротека може да понуди бесплатни услуги во првиот месец после славењето на роден денот. Има многу начини на кои конкуренцијата може да ве нападне. Важно е да предвидите што повеќе од нив, за да имате добар план за одбрана. Треба да бидете свесни дека не можете да ги предвидите сите, но затоа треба да имате одговор на секој чекор на конкуренцијата. Доколку тие направат ова, јас ќе го направам тоа. Број 8. Дали на пазарот често се појавуваат или се менуваат нови конкуренти? Доколку на пазарот често се појавуваат нови конкуренти, треба да учиме од нив. Зошто влегле на пазарот, како поминале и каде се сега. Подобро да учиме на туѓите грешки, отколку на сопствените.